За СДСМ е мисловна именка да се набавува нова опрема во болниците која најдиректно влијае на подобрите дијагнози и лекување, односно здравјето на граѓаните. Затоа СДСМ има против набавената нова опрема во здравството во вредност од над 100 милиони евра. СДСМ со својата некрофилска политика постојано докажува дека не се грижи воопшто за човечките животи и судбини. За СДСМ животот на луѓето е само бројка која им е од интерес само ако може да ја злоупотребуваат во политички цели. Лагите за доенечката смртност кои ги пласираат во секоја прилика се само дел од нивните напади на некрофилизам, со кои очајно се обидуваат да бидат актуелни, иако нивните тврдења се побиени од официјалната институција Државниот завод за статистика. За разлика од нивното време кога годишно се доделуваа по 30 на специјализации годишно, денеска бројот на специјализации е 10-кратно зголемен и се доделуваат на 300 специјализации годишно. СДСМ зборува и за одлив на кадар, а него ни споменува процесот кој го имаме за прв пат во државата, а тоа е преминување на доктори специјалисти од приватно во јавно здравство. Над 200 искусни доктори специјалисти веќе преминаа во јавното здравство. Над 160 доктори веќе имаат бенефит од мерката на Министерството за здравство за кофинансирани специјализации. Кога СДСМ зборува за Штипската болница, најтешко е на логиката. Не само што не закува една шајка во неа, не само што не променија еден прозорец, туку уште и не ја поздравуваат нејзината изградба. Во Штип владата на ВМРО ДПМН вложува 56 милиони евра за изградба на комплетна нова болница, според врвните светски стандарди, која ќе биде една од најсовремените во регионот. Претходно се инвестирани над 4 милиони евра во набавка на најсовремена медицинска опрема само за оваа болница, а паралелно се инвестира и во кадарот и се реализирани 140 нови вработувања, над 120 здравствени работници беа испратени на едукација во странство. Вкупно 30 доктори се упатени на специјализација, од кои 4 на специјализација во странство. Сите овие факти се тешки за поимање за СДСМ, бидејќи сакаат државата да ја гледаат онака како што ја оставија, во пустош. За нивна несреќа, граѓаните на Република Македонија имаат други идеи и желби. Затоа повеќе од 10 години граѓаните не му дозволуваат на СДСМ да се доближи до власта. Така ќе биде и на наредните избори, кога и да собере храброст СДСМ да се појави на нив.